Добро дојдовте во Green is Easy, каде што одржливоста се среќава со едноставноста. Ова е соработка на Hellenic Youth Participation, Go Green Skopje и Lastminjas Deltool, коосновани од Европската унија. Уживајте. Бојан, здраво, како си? Здраво, супер во добра атмосфера. Да, после работно време. Кажи ми, прво да ми даеш еден мал дебриф со што се занимавате прво ти и што ствари МЗМП, пошто тоа беше прашањето ти од наша страна. Првото прашање, да. Да, прво е да почнеме со кратенката. МЗМП, што значи уствари кратенката? Македонско здружение на млади правници. Че ние сме невладина професионална правничка организација, значи сите луѓе внатре сме правници, освен колегите што работат финанси и комуникации. Сега тоа што сме ние, значи ние сме организација која се бави со заштита на човековите права. Вршиме мониторинг како човековите права кај нас во нашата држава се спроведуваат, како се заштитуваат, каква заштита даваат судовите и другите надлежни органи. И да речеме реагираме тогаш кога ќе видиме дека има потреба од тоа. Што тоа би значило? Следиме како се спроведува законодавството и излегуваме со наши анализи и препораки што е тоа што треба да се унапреди. Гледаме доколку има некој системски проблем, тоа што ние правиме ја користиме алатката, тоа се вика стратешко застапување, односно носиме случаи условно кажано на суд. И идејата ни е доколку да го изнесеме на суд тој системски проблем кој сме го увиделе. И идејата е доколку не се успее на домашно ниво во Македонија, тогаш евентуално да се искористат меѓународните механизми пред се Европскиот суд за човековите права во Страсбург. Тоа што исто така ни е значајна работа е давањето на директна бесплатна правна помош на секој што ќе се обрати кај нас, така што во суштина тоа е некако на некој начин сумирање на нашата работа. Која е твојата улога? Мојата улога е, како и сите други колеги, правник, обезбедувам и бесплатна правна помош, а меѓутоа повеќе работам на прашања со заштита на животната средина, или правна заштита, да бидеме по-конкретни, правна заштита на животната средина, дали тоа што е кај нас предвидено во законите се спроведува, како се спроведува и на кој начин може секој од нас, дали е тоа невладина организација, дали поединец, да се вклучи во целиот тој процес со заштита на животната средина. Добро, супер, тука доаѓаме до моето прашање, а тоа е кои се вашите зелени практики, и тимски и индивидуално? Тимски, вака кога ќе размислам, веројатно правиме некои секојдневни, веројатно на некои практики работи што на секој ќе му текнат и веројатно и повеќето од луѓето го прават тоа. Не сме некои револуционерни затоа што сме правници и правниците генерално се монотони, нели, досадни се до тоа, така што не измислуваме нешто кој знае што, ама се трудиме да применуваме некои добри работи што мислиме дека имаат позитивен ефект на животната средина. Тоа што прво ми текнува на памет е селекција на хартија. Имаме од многу одамна склучено договор со Пакомак, имаме по една, ајде да речам корпакан, така кој да го речеме сад за собирање на хартија. И сето она принтање што го правиме или копирање или дури да речеме и публикации што сме ги испечатиле, меѓутоа не се разделе во тиражот што сме го испечатиле, секогаш гледаме да го складираме таму и пак ќе кажам Пакомак, нели, си доаѓаат и си го собираат тоа. Така што се трудиме вишокот на хартија што сме го продуцирале како отпад на хартија да завршува на правото место и да се рециклира, да немаме, нели, публиците хартија наваму натаму. Тоа е едната работа, а втората работа е сите гледаме некако да се движиме поеколошки низ градов. Да речеме, јас конкретно, затоа што и релативно ми е близко работното место, одам пешки на работа. Сега ќе биде предизвик со топлово време како ќе се снаоѓам пешки. Ама да речеме имаме колеги што користат оние електрични тротинети, има други што доаѓаат со точаци на работа, така што гледаме колку што е можно поеколошки да се движиме. Сега голема улога тука игра и платениот паркинг во Скопје, така што да бидеме реални. Мислам, иако имаме во глава и ефектот по животната средина, меѓутоа и паркингот придонесува, па дури и на места каде што речеме кај зоолошка има огромен паркинг, меѓутоа и тој паркинг, иако се наплаќа, пак некој знае, тоест многу често знае да не се најде место таму, така што на некој начин сме принудени во одредена мера, меѓутоа сепак се движиме еколошки и гледаме што е можно помалку да го ограничиме транспортот низ Скопје со автомобил.
Сега кога збориме за транспортов, гледаме и сите тие настани обуки што ги правиме, гледаме некако колку што може повеќе да организираме организиран превоз, дали ќе биде тоа комбе или ги групираме учесниците по коли за во една кола да се транспортираат повеќе луѓе за да се намалат емисиите. Така што тоа ние да речеме уште еден аспект на кој внимаваме кога организираме транспорт. Што друго правиме? Гледаме колку што е можно помалце, особено во последните неколку години, колку што е можно помалце да печатиме работи. Идејата ни е се менуваат генерациите, сите ние повеќе функционираме дигитално, особено после короната. И идејата ни е, сме имале затоа и на почетокот кажав, имаме некои публикации што сме ги испечатиле, анализи и извештаи, меѓутоа не се разделе во толков број како што сме планирале, ни остануваат како отпад на хартија. Идејата ни е да го намалиме тоа на начин што ќе ги дигитализираме сите работи. Сите наши анализи, извештаи, се она што ние го продуцираме према надвор е во дигитална форма поставено на нашата веб страна, така што може полесно, секогаш ќе ти биде при рака, посебно денес телефонот, и секогаш можеш да провериш, па и полесно да провериш во анализиве. Некако на тој начин се олеснува пристапот до нашите содржини, се трудиме да го намалиме отпадот од хартија. Не е само тука, има и уште еден многу интересен момент. Прво, го печатите она само што е морално, потребно, не морално е многу лош збор, она што се мора. Задолжително. Да, задолжително, браво Ангела. Потоа не користите печатач, што значи не го загадувате општеството со тоа што таа боја, секако загадува. Така што од повеќе аспекти непечатењето хартија има некакви своји еколошки моменти во целата приказна. Дефинитивно, сега па од друга страна, ако збориме вака отворено, па правнава професија не е баш проживотна средина. Насочена, некако еве и странки кои се обраќаат кај нас, секогаш им викаш што и да правиш во писмена форма. По два примероци. Еден за тебе, еден за институцијата. Затоа што, па ги речам сега, правото кај нас, па веројатно и во глобални рамки така функционира, посебно кај нас затоа што не сме се уште многу дигитализирани во услугите и некако повеќе се стремиме како правници кон печатењето, барем за вакви било какви да речеме поднесоци. Па ги кажам, анализите и тоа што ние го правиме како продукт према надвор, гледаме колку што е можно да повеќе да го дигитализираме. Меѓутоа не сме баш скроз без хартија користење, затоа што и таква ни е професијата. Да. Сега тоа што ми е вака интересно, затоа што имавме претходно повеќе канцеларии во Скопје, едната ни беше во Шуторизари, затоа што работиме со повеќе категории на маргинализирани групи и имаше некоја категорија на луѓе што беше полесно ние да отидеме кај нив што се вика и да бидеме во нивната средина за полесно да ни се обраќаат, отколку они да доаѓаат било каде и да ни е канцеларијата. Тоа што колегите од таа канцеларија практикува е сите се собира во зависност од тоа во кој дел од градот живеат, се договара кога, што, како и одеа со мислам дека максимум 2 коли заедно одеа сите колеги и тоа е уште еден начин како се трудиме да ги намалиме емисиите. Сега пробам да ми текне уште нешто, сигурно има уште нешто што сега не ми текне во моментов, струјата секогаш тоа и влие на сметки, меѓутоа како што сите дома се трудиме, кај што не си таму да не ти стои светлото палено, се трудиме тоа и на работа да го практикуваме и гледаме што е можно повеќе да користиме енергетски ефикасни апарати, дали тоа се работи за сијалици, компјутери, било било каков апарат што го користиме што повлекува електрична енергија, гледаме да е енергетски ефикасен. Сега тоа е некој да речеме работи што ги правиме ние како организација, како група на луѓе што работиме. Сега вака индивидуално, да речеме за мене ме многу интересно и супер работа тие вендинг машините на Пакомак. И се трудам максимално и тоа, особено сум горд што пренесов и дома на моите родители. Мислам ги собираме пластичните шишиња и ги користиме вендинг машините на Пакомак.
Тоа не го правам само ја, тоа го прават и други колеги од здруженијето. Тоа што ми е мене па посебно хит кај колеги од здруженијето, колешката со која заедно работиме, знам дека селектира повеќе видови на оваква на отпад дома. Знам дека селектира хартија, пластика и ми се чини дека селектираше и органски отпад. Компост, Да. Мислам дека не го прави она, тоа меѓутоа се знаеме кај нас не е баш мислам и покрај тоа што селектираме на крајот на денот, пак освен ако не ги користиме ваквите работи како пакомак или посебните контејнери што се за рециклирање, тоа за селектирање на отпад поставени од генерално во најголем дел од пакомак, цел друг отпад дури да го селектирам јас дома, на крајот на денот пак завршува во дрисла. Да, така. Меѓутоа тоа па од друга страна па не треба да не обесхрабри, затоа ја кажувам баш колешката како супер пример, затоа што ете, она се труди, едноставно го сменила начинот на размислување и на функционирање и селектира се она што може да го селектира. Мислам дека имаме повеќе примери на селектирање отпад кај веќе има добри иницијативи кај нас, иако некои држави се многу појаки во целата приказна. Словенија на пример, која не е многу далеку од нас. Ама ете кај нас полека се буди тоа чувство дека треба да има повеќе селекции на отпадот, кои подоцна би требало си го најдат местото. Дрисла не е решение, нормално ни требаат повеќе такви, зашто не може се да заврши на дрисла ако ние го селектираме дома. Ама полека, еве и низ овие наши видео подкасти се обидуваме да разбудиме некаква свесност на нештата, за да може да исфункционира еко-френдли, што би се рекло. Чекор по чекор, а мене ми се појави едно прашање, пошто на почеток спомна некои закони за, не знам, за околина, за животна средина. Кои се законите у Македонија што постојат, што ги имаме нели на папир во законите, меѓутоа дали се имплементираат, што се имплементира, што не се имплементира, пошто сигурно сум дека многу не се имплементираат. И после тоа имам уште едно подпрашање, ствари што го имавме запишано. Некои искуства ќе ми кажеш со здруженијето, конкретно како ги, не знам, ги вметнувате или имплементирате некои проекти кои што работите на екологија и слично, така што како прво за закониви, после тоа што работите у МЗМП? Има многу закони. Се вака и да почнам и да ги набројам, мислам дека ќе пропуштам сигурно барем еден. Тој што нас ние да речеме, ајде да кажам, најбитен и појдовна точка за сите работи во животнава средина е законот за животна средина. Тој е генерален и ги опфаќа горе-доле не сите, ама ја дава основата за правната регулираност на животната средина, како не само ние како поединци, меѓутоа и фирмите како треба да се однесуваат, тоа сите субјекти, сите што живееме тука. Сега за секоја област има посебни закони, да речеме за отпадов кога разговараме има посебни 6 закони, едниот е генерален за управување со отпад, меѓутоа има посебен за електричен и електронски отпад, за отпад од пакување, понатаму за што беше за проширена одговорност на производителите и па ќе кажам, затоа и не ги набројувам, не сакам да ги набројувам. Еве за првиот за селектирање отпад спомна? За управување со отпад. Управување со отпад. Што е тој закон, како треба да се имплементира и дали се имплементира? Ако видиме колку отпад продуцираме и колку од тоа се рециклира и се реупотребува, веројатно не се спроведува така како што е планирано. Сега најголемиот проблем, мислам генерално сите ги знаеме веројатно причините зошто тоа не се спроведува онака како што е замислено. Едната работа ни е недостатокот на луѓе и во министерства и во општини, значи не само луѓе, туку и луѓе што имаат искуство и имаат знаење што тоа ќе го спроведуваат во пракса. Сите знаеме дека во приватниот сектор има поголеми плати и не знам баш дали државната администрација е некој атрактивно место каде што посебно млади како мене, како сите нас како тебе поконкретно би сакале да работат во администрација. Па дури да речеме и платата да е некоја астрономска, пак некако администрацијата кај нас мислам дека го има изгубено таа атрактивност за разлика од порано како што било. Значи, едниот проблем е тоа, другиот проблем е колку ние како држава одвојуваме пари и средства за тоа што сме го напишале на хартија навистина да се имплементира. За отпадот цело време и од порано се не само овие закони кога се донесоа во 2021, туку и претходно имало регионално управување со отпад, селекција, цело време на тоа е фокусот кај нас, меѓутоа за тоа да се постигне треба сериозни пари да се инвестираат.
Сега еве слушаме нели дека веќе се започнати некои проекти за регионално управување во се не ми текна за кои точно региони беше, меѓутоа се прави нешто, не е дека сме на статус кој само викаме нели ништо нема и се до тоа, меѓутоа пак треба уште повеќе. Пак се збориме само за една тема, само за управување со отпад. Каде е тука воздухот, вода, почва и сите тие други работи што не ги зборуваме во моментов, а каде што исто се соочуваме со проблеми. Едно подпрашање може? Да. Како да го решиме проблемот? Дали да развиваме закони кои ќе бидат имплементирани строго, за секој фрлено хартиче треба глоба од 50 евра, или да развиваме културата и самосвеста на луѓето од најмалите категории, значи од прво одделение, од градинка, да се развијат, да создадеме нови кадри кои ќе размислуваат еколошки и кои ќе размислуваат за свесно селектирање на тој отпад или свесно управување со тој отпад. Затоа што јас не гледам дека ако мене ме казнат, кога нема да ме гледаат, ќе го фрлам тоа. А ако некој ме научи дека тоа е лошо, тогаш можеби јас на друг начин ќе функционирам во општеството во однос на тоа. Веројатно би требало да биде комбинација од едното и од другото. Да, тоа веќе што го имаме како закон, треба да се спроведува, ако некој не го спроведува, тоест не се однесува така како што пропишал законот, треба биде казнет. А дали одма со казна или прво со опоменување, тука е можеби прашањето. Тоа што знам да речеме, еве од Лондон, ако не се лажам, беше праксата и во Шпанија, ако не се лажам. Прво, да речеме, ако не го селектираш правилно отпадот, прво, кога ќе видат дека не го селектираш правилно отпадот, прво те опоменуваат, ти даваат некој период да се прилагодиш како правилно да селектираш. Ако и да речеме вториот или третиот пат повторно не селектираш правилно, тогаш јавното претпријатие или кој да го собира комуналниот отпад, воопшто не ти го собира отпадот. Така што ти тогаш ќе бидеш принуден, ако не сакаш дома да ти се трупа еден куп отпад, ќе бидеш принуден да се прилагодиш на тоа што е правило. Сега по друга страна, нели збориме и за индивидуални зелени практики, да речеме мене никој не ми наметнува да си ги селектирам шишињата пластики, да ги користам, не мора ни да бидат ни вендинг машини, било каде што треба правилно да го одлагам тој отпад, или колешката, да речеме, никој не принудува да селектира дома и хартија и стакло и органски отпад. Којто таа во својата и јас во својата свест сме развиле дека лесно е да кажеме државата ништо не прави и државата е крива за се, меѓутоа има некои мали работи што ако сите почнеме да ги правиме, ќе има некој поголем ефект генерално во општеството. И ќе се видат работите што државата всушност ги прави. Да. Или тогаш барем ќе имаме, ајде да кажам, леверидж или поголема тежина, да речеме дека дајбе сите ние селектираме или 80% од луѓето во Скопје селектираат, меѓутоа гледаме пак дека има ѓубре насекаде. Тогаш ќе имаме можеме поголема тежина да кажеме дека еве конкретно ние и покрај тоа што и индивидуална акција правиме и самите си го прилагодуваме однесувањето, пак ништо не се менува и тогаш ќе можеме да кажеме дека е директно во институциите проблемот, затоа што и тука сега некако слушаме институциите немаат доволно средства и треба да инвестираат повеќе, меѓутоа и граѓаните нели цело време тоа се збори, треба да се прилагодат, треба да сменат свеста и сето тоа. Така што ако ние стварно ги смениме нашите навики, едноставно ќе имаме повеќе тежина, да речеме, или повеќе право, ако може така да се изразам, да кажеме дека таа институција конкретно може, треба, а не го прави тоа што е пропишано во законот. Значи пак доаѓаме до државата. Да, сите тие две работи се испреплетени. Затоа што имаме ние иницијативи и организации кои не знам, чистење на Охридското езеро еднаш годишно, чистење на калето, аквадуктот и така натака. Тие се еднократни и се случуваат. Тоа е како капка во морето. Да. Се додека ние на индивидуално ниво не го решиме тоа, мислам дека не можеме да зборуваме за чиста држава. Ама сметам, јас сум конкретно за имплементирање на казни, бидејќи не знам се јако отидам Виена или не знам Будимпешта, таму ми е страв, мислам на сите нас ни е страв да фрлиме нешто, леле не да боже ќе те казнат. И со тоа ќе те казнат у Скопје или у Македонија ако казнуваат, автоматски на нас, чекај па ќе ме казнат ако го направам. Тоа знаеме дека не казнуваат и гледаме
тоа што го гледаме сега. Дали имате некои искуство и не еко ова зелени практики, туку буквално искуство работа со институции кои што не знам може сте имале некаков резултат, сте немале некаков резултат. Кој е вашето искуство у тоа? Тој домен? Да, соработуваме ние со Министерството за животна средина и нашиот однос е да речеме за некои системски проблеми кои ќе видиме дека нешто стварно не чини да речеме во државата. Да, одиме на суд, условно кажано, мислам не дека секогаш одиме, него само да кажам, ја ги користиме и судовите за решавање на тој системски проблем што сме го детектирале. Меѓутоа не е дека сме секогаш контра институциите, туку гледаме некако во партнерски однос ако можеме да се унапредат состојбите. Сега нешто конкретно да речам што можам да издвоам како успешна пракса е преку отвореното владино партнерство кое е иницијатива што се спроведува мислам на секој 2 или 3 години беше. Секој може да учествува во креирање на заложби каде што да речеме во некоја од темите што се дел од тој акцијски план за отворено владино партнерство, секој може да даде предлог што треба да се смени, значи го детектира и проблемот, што не чини и како тоа да го подобриме. Ние првиот пат кога учествувавме во таа иницијатива во поглед на животната средина, затоа што и тогаш меѓутоа и се уште е актуелно прашањето со аерозагадувањето, видовме дека барем според нас треба да се зголеми бројот на мерни станици. Тоа го предложивме како заложба. Министерството, мислам ги издискутиравме работите со Министерството прифати и на крајот, иако се беа предложени 4 нови мерни станици да се инсталираат, на крајот се инсталираат 3, можеби не се исполни таа бројка од 4 што првично ја планираме, меѓутоа пак е успешно затоа што се направи чекор понатаму, се инсталира 4 нови мерни станици. И сега, дали може да кажам благодарение на тоа, знаеме дека воздухот во Берово е загаден или не, сега дали е тоа добра работа што ја направивме или не, затоа што Берово враслужаше, нели, наративот беше дека е воздушна бања и сето тоа, меѓутоа пак некако магнет за туристите. Да, сега може им го срушивме бизнисот. Ама сакам да кажам дека успешна пракса е затоа што ете во партнерство со институција обезбедивме повисоко би рекол ниво на информации што доаѓаат и кај нас како индивидуалци. Секој може да провери на веб страната на Министерството каква е состојбата со загадувањето во реално време. Меѓутоа на крајот на денот и самата држава има повеќе информации каде се надминува, во кој степен се надминуваат концентрациите на одредени честички, за да може да планира правилно што треба да се преземе таму за да ја доведеме ситуацијата во некоја нормална или прифатливо надминување на граничните вредности. Така што тоа е да речеме една од иницијативите што сме направиле заедно со државни институции. Сега збориме нели само за областа со животна средина. Инаку затоа што работиме на еден куп аспекти од заштита на човековите права, не само на животната средина. Континуирано имаме комуникација и со Министерството за правда, и со Министерството за внатрешни работи, со многу институции, со Министерството за труд и порано и социјална политика, сега Министерство за социјална политика, демографија и млади или како и да беше. Ама само да кажам, континуирано се трудиме да ги подобриме работите заедно со институциите. Не сме некако, немаме некој став дека ние сме контра, дека едните со другите сме си непријатели, туку гледаме некако партнерски да ги подобриме ситуациите. Треба да си помагаме едни на други, затоа сме тука општество. Да, баш така. И да се вмрежиме без разлика што нели едното е државна институција, другото е невладина институција, мора да бидат вмрежени за да има подобри резултати. Така да, мислам, секојаш товарот на државната институција е поголем, одговорноста пред се е кај нив. Меѓутоа еве ние тука се, мислам, како граѓански сектор и вие и ние некако се трудиме по-објективно да ги гледаме работите и да укажеме таму по-објективно, може и не е баш добар зборот по-објективно, ама гледаме некако од наша перспектива да кажеме каде можеби сметаме ние дека треба подобрување и да понудиме наша експертиза, дали е тоа или да речеме во рамки на нашите проекти ако може да се издвојат некои средства за сите тие работи да се подобрат, затоа што на крајот на денот и ние го имаме бенефитот и државните институции. Јас имав едно прашање за крај.
Меѓутоа нема да ти го поставам затоа што веќе ми го одговори. Прашањето беше дали да се биде еко-пријателски е лесно, а ти во првото прашање го одговори. Затоа ќе ти поставам едно лично прашање, тоест и лично и професионално, а тоа е затоа што рече дека се занимаваш со животната средина, дали можеш да одвоиш некој твој случај каде што си имал жалител и сте го добиле, да речеме, тој случај. Зашто се жалел, ако смее да се открива? Зашто се жалел и што конкретно се направило отколку сте го добиле тој случај? За жал за животно во областа на животната средина се уште Нема ништо. успешни приказни. Да, ние, значи, нашата работа во оваа област почна во 2019 кога ја поднесовме тужбата за аерозагадување во Скопје во Битола. Така. И сега двата случаи во Македонија завршија неуспешно, меѓутоа тој за Скопје веќе по апликација, како што кажав, нели, тоа не е на стратешкото застапување, тој случај веќе се наоѓа пред Европскиот суд за човековите права. Така што пак ја кажам, немаме можеби успешна пракса тука, меѓутоа се трудиме, тоа нас не обесхрабрува. Ниту мене, ниту било кој од здруженијето и се трудиме тоа да го пак целта да ја оствариме, па макар тука тоа да значило дека е неуспешно. Значи некои процеси сепак се тегнат за возврат на некои повисоки инстанции. Кај нас, мислам, кај нас еве лично да речеме, ако гледам обична комуникација како човек со институции, секогаш првата работа или една од работите што ќе ги добиеш е не сум надлежен. И сега некогаш пример застануваш и во, мислам, пак ќе кажам, и лично сум имал приватно такви случаи каде што прво гледаш се го поминаш тој стадиум, со дали е надлежен или не е некој надлежен, па после одиш на нешто посуштинско. Кај нас не се толку едноставни, мислам, правото не е толку брзо и ефикасно, у смисла денес да се почне нешто, утре више да се заврши, посебно кога збориме за судски постапки. Така што некои работи затоа што сме насочени и кон правна помош на граѓани, меѓутоа и поддршка на граѓански организации што се занимаваат со оваа тема и што ја следат заштита на животната средина, се трудиме да им дадеме правна поддршка за како некои процеси да ги започнат или да ги адресираат кон државните институции, или да речеме не мора да биде тоа ни министерство, може да биде инспекцијски орган или може да биде народен правобранител. Значи до било кој што сметаме дека може нешто конкретно да направи. Сега нема да биде секогаш брзо и преку ноќ тоа да се реши, меѓутоа тоа не треба да не обесхрабрува. Така е. Кажи ми дали имаш некаква порака до младите? До младите, да се ги прилагодат навиките од аспект на да бидеме сите поеколошки да се однесуваме. Дали тоа ќе биде отпад, транспорт, значи било која работа што ја правиме секојдневно, што верувам дека нема да ни биде лесно да се ја промениме навиката, ама да гледаме како можеме лично, па макар тоа е минимално, да придонесеме кон поздрава животна средина. Фала ти многу, Бојан. Фала и на вас. Да, фала ти многу што дое за одвоеното време, а ќе му дам сега на колегата Дејан да го прочита за клучи. Ви благодариме многу што ја слушавте официјалната епизода од подкастот Green is Easy, заеднички проект на Hellenic Youth Participation, Go Green Skopje и Ласнињас Дел Тул, коосновани од Европската Унија. Сакаме да ги слушнеме вашите диви и откачени зелени совети, дали ја претворивте вашата стара чорапа во држа за растенија, дали користевте лушпа од банана за да ги светнете вашите чевли. Споделете ја вашата екокреативност со нас на социјалните мрежи со хаштазите Green is Easy Podcast и Green is Easy, и колку почетно, толку подобро. До следен пат, бидете зелени.